Девети конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Време е. Време е за подобар живот. Време е за разум. Време е за сплотеност. Време е за вистина. Време е за одлуки. Време е за отпор. Време е за акција. Време е. Девети конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Време е. Почитувани делегати, ценети гости, драги мои пријатели и сопартици. Денес пред вас ја истакнувам мојата кандидатура за председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа го правам целосно свесен за тешката положба во која што се наоѓа и партијата и државата. СДСМ е во сериозна и долготрајна криза која се карактеризира со намален углед, со програмска дезориентираност, со кадровски дефицит и бројни организациони слабости. Зад нас се неколку изборни циклуси на кои бевме поразени. Моралот и самодовербата во партијата и меѓу членството е опадната. Наша задача не е да ги подобриме работите. Тоа овој пат нема да биде доволно. Наша задача е да ја кренеме партијата на нозе, да ја консолидираме и да ја воздигнеме таму каде што е местото. Наша цел е победа на следните парламентарни избори. Не очекува огромна работа и сериозни ризици и предизвици. Дека ќе биде тешко, тоа однапред ни е јасно. Но уште повеќе ни е јасно дека сакаме, можеме и мораме да го направиме тоа. Не и покрај, туку токму заради тие неизвестности. Не затоа што е лесно, туку токму затоа што е тешко, решив да се соочам со овој, можеби најголем предизвик во мојот живот. Ова не е време за молчење и чекување, за тактизирање и тргање на страна. Ова не е време за одмор и пишување мемуари. Подобро е мемуарите да останат напишани, отколку работата недозавршена. Сега е моментот да се види кому партијата искрено му лежи на срце. На крајот на краиштата, кога, ако не сега? Ова е време за храбри одлуки. Време е за слога и единство, време е за акција. Тоа е причината зошто сум денес пред вас, зошто ја барам вашата доверба, вашата поддршка и соработка. Драги пријатели,
Ништо во историјата на оваа наша се уште млада независна држава не беше стекнато на лесен начин. Во овие 18 години се соочувавме со проблеми и тешкоти, со ризици и предизвици, дури и далеку поголеми од овие денешни. Но тврдам дека секогаш знаевме кон што се стремиме и која е нашата цел. Никогаш немавме дилеми кои се нашите највисоки приоритети и нашите стратешки определби. За жал, денес Република Македонија е држава без државни стратегии. Се е тактика и дневна политика. Не постои никаков заокружен, конзистентен, долгорочен план каде сакаме како земја да се најдеме по 2, 5 или 10 години, ниту пак со каква политика тоа ќе го постигнеме. Се е подредено на резултатите од следната анкета, сите проекции важат најдалеку до следните избори, се е мотивирано само со личниот и партиски успех. Популизмот, површноста и неодговорноста се клучни карактеристики на начинот на кој денес се води државата. Наместо да се учи од историјата и инвестира во иднината, историјата се злоупотребува, иднината се распродава и се во име на нечија моментална слава, амбиција и суета. Република Македонија денес се соочува со бројни и тешки проблеми на сите полиња. Проблеми кои не трпат одлагање и кои мора да се решаваат. Евроатлантските интеграции на нашата земја се целосно блокирани. 14 месеци имаме покана за членство во НАТО алијансата која не можеме да ја ефектуираме. 4 години не можеме да добиеме датум за преговори со Европската Унија. Сите околу нас напредуваат, не стигаат и пристигаат, само ние стоиме во место. Економско-социјалните состојби во земјата се влошуваат во подолг временски период, а со светската економска криза стануваат катастрофални. Кризата на почетокот се игнорираше, потоа се третираше како наша голема шанса, за да сега се користи како изговор за се и сешто, а најмногу за да не се презема ништо. Невработеноста и сиромаштијата се поголеми од било кога. И тука никакви кампањи за ширење на оптимизам, никакви лажни статистички податоци не можат да скријат вистината. Не се единствените споменици и музеи на природбата во 100 чекори, само оние во центарот на Скопје. Многу повеќе на број и со многу поголема вредност која се мери со илјадници човечки судбини, се оние во форма на затворени фабрики и фирми широм Македонија, во текстилната, металната, градежната индустрија. Трговскиот дефицит на земјата е на рекордно ниво, без реални извори за негово финансирање. Девизните резерви на државата секојдневно се топат. Почнувајќи од 1991 година, кога стартувавме од нула. Никогаш, ниту во време на санкции и ембарга, ниту во време на војни во регионот, ниту во време на војниот конфликт од 2001-та, ваков пат на резервите не сме имале. Напротив, тие се штедеа, се чуваа, се зголемуваа, за да се има во најлошото, за не дај Боже времење. Сега, за една година се намалија за преку 500 милиони евра. Епа, драги пријатели, од тука станува јасно дека денес, под оваа власт, најлошото стигна. Не дај Боже времињата дојдоа. Странски инвестиции во Македонија нема, ниту пак има сериозни најави дека ќе дојдат. Сите меѓународни финансиски институции ни предвидуваат рецесија и понатамошно радикално влошување на состојбите. Ова е период на големо уназадување на демократијата во Македонија. Сведоци сме на досега